Утрински стихови од Библијата. 11 декември. Бог исто така престојува и во покајничкото срце. Зашто вака зборува вишниот и возвишениот, кој вечно живее, и името му е Светиот. Престолувам во високо и свето место. Но јас сум и со угнетуваните и со понижуваните, за да го оживеам духот на смирените, за да го оживеам срцето на скрушените. Исаија 57:15. Христос на своите ученици им го открил Бога на начин кој во нивното срце извршил едно посебно дело, какво што одамна не повикува да му дозволиме да изврши и во нашето срце. Постојат многумина кои поради предолго задржување на теоријата ја изгубиле од вид живата сила на Спасителевиот пример. Тие ја изгубиле представата за него како понизен, самопожртвуван работник. Она што им е потребно е да го гледаат Исус. Секојдневно ние имаме потреба од свежо откровение за неговата присутност. Господ нежно постапувал со израелците при нивното избавување од египетското робство и на нивното патување кон ветената земја. Јас самиот ќе тргнам пред тебе, гласело ветувањето дадено за време на патувањето низ пустината. Ова уверување било проследено со чудесно откровение на карактерот на Јехова, што го способило Мојсей да може да му ја објави на целиот Израел добрината Господова и целосно да ги поучи за особините на нивниот невидлив цар. Иако ветрот сам по себе е невидлив, тој создава ефекти што се гледаат и чувствуваат. Така и дејствувањето на духот во душата ќе се покаже во секое дело на оној што ја почувствувал неговата спасоносна сила. Кога Божиот дух ќе го освои срцето, тој го преобразува и животот. Грешните мисли се отфрлаат, лошите дела се напуштаат. Љубов, понизност и мир го заземаат местото на гневот, зависта и кавгите. Радоста го зазема местото на тагата, а лицето ја одразува светлината од небото. Никој не ја гледа раката што го зема товарот, ниту ја забележува светлината што слегува од небесните дворови. Благословот доаѓа тогаш кога душата со вера му се покорува себеси на Бога.